погласно за да биде подобар звукот. Денеска сме во општина Пехчево да го промовираме ова партнерно уредување на Црнодолските водопади. Вистина е една туристичка атракција која што не била достапна за граѓаните или тешко достапна. Сега ја уредивме со патека над 850 метри, со видиковци, со клупи за одмор, со тоа што возможивме да има многу пристап до туристите. На овој начин туристичката понуда на Малешевскиот регион се подобрува, бидејќи денес заедно со градоначалникот на Берово го склучивме и договорот во висина од 4 милиони денари за осветлување на патеките на Беровското езеро, што значи целосно се посветуваме на развој на туризмот во овој регион, бидејќи само тоа може да го истакни регионот, да донеси многу туристи и да ја подобри економската состојба во регионот. Мене ми е мило што Берово и Пехчево нудат заедничка понуда за туристите и само така заеднички здружени можеме да настапиме и да дадеме една поквалитетна понуда за туристите да ги задржиме повеќе во овој регион. Министерството за локална самоуправа и во иднина ќе ги поддржува овие проекти, бидејќи тоа е од интерес на сите. Околу самиот проект, градоначалник, што се предвидува, што се е поставено? Најпрво сакам да изразам огромна благодарност за присуството на министерот за локална самоуправа господинот Милевски, кој е денес во посета на општина Пехчево заедно со директорката на Центарот за Источно-Плански регион. Токму и причината да сме денес овде е токму поради одвоените средства од националниот буџет кој преку Министерство за локална самоуправа и регионалниот Бирото за регионален развој, како и дел од средства од локалната самоуправа, преку програмата за Источно-Плански регион за 2020 година успеавме да направиме например едно партнерно уредување на Црнодолските водопади кој представува туристичка атракција и навистина сум благодарен за изразената поддршка и помош од страна на министерството кое како што можете да забележите и на самите водопади навистина има голем број на содржини, како што се уредување на патеката во должина од 870 метри, имаме изградено 10 мостови, имаме изградено 4 викендици, имаме видиковци, имаме изградено дополнително платформа пред самиот водопад, што представува дополнителен стимул и ефект на сите оние кои што ќе го посетат водопадот, да имаат можност да се фотографираат пред самиот водопад. И навистина убеден сум дека и во иднина ќе продолжиме со исти такви активности за развој на туризмот кој е моментално еден голем потенцијал за нашата општина, се разбира и за нашиот регион. Да. Мислам дека е доволно да не. Да, одлично. Поведете ви нешто за активностите на Источно-Планскиот регион преку кој се реализираше овој проект? Па вака, мене ми е задоволство да кажам дека за прв пат кога Источниот плански регион започна со спроведување на регионални форуми на заедницата, овој проект беше нотиран меѓу првите 5 проекти и на задоволство и на општина Пехчево подготвивме техничка документација, проектот се финансира така да не е залудно учеството на целокупното население во идентификување на приоритетите. Задоволство ми е огромно што се заврши проектот и уште поголемо задоволство што има позитивни коментари и придонесовме во промоцијата на овој убав Пехчевски водопад. Има ли нешто слично планирано за оваа општина во наредниот период? Па во наредниот период имаме дел од акциониот план и уредување на спортско-рекреативни терени на Рамна река, изготвена е техничка документација од страна на општината, спремена апликација и очекуваме финансирање за истиот до крај. Благодарам.